Владата најавува добри вести, опозицијата обвинува за изолација и дипломатски неуспех. Одлуката на САД да ја суспендираат обработката на иселенички визи за македонските граѓани отвори нов судир меѓу власта и опозицијата. Премиерот Мицковски денеска го повтори ставот на министерот за надворешни работи дека станува збор за стопирање само на иселеничките, но не и за другите визи, и тврди наскоро ќе има позитивни вести од САД. Министерството за надворешни работи и трговија веќе даде свој коментар, станува збор за емигрантските визи, не зборуваме за оние визи кои што се за потребите на студирање, туристички посети и така натаму и така натаму. Но јас мислам дека во деновите кои што следат ќе има добри, пријатни вести за македонските граѓани, кога станува збор за ваков тип на односи помеѓу нашиот стратешки партнер. Јас жалам што опозицијата после жестоките и рафални критики кон нашиот стратешки партнер Обединетото кралство сега истото тоа го прави кон Соединетите американски држави. Според опозицијата пак одлуката на САД е јасен политички сигнал и предупредување дека Вашингтон внимателно ја следи состојбата во земјава и дека гледа проблеми во функционирањето на институциите. Вашингтон испрати јасна порака дека се незадоволни од капацитетот на нашата држава, дека постои недоверба во институциите на македонската држава и трето, дека очекуваат реформи кои упорно не се спроведуваат во нашата држава. Во таа смисла мерката на САД, треба да кажеме јасно, е дипломатски сигнал, е политички аларм и индикатор за тоа каде реално се наоѓа денеска нашата држава на меѓународен план. Со реакција се јавија и од левица, од каде велат дека надворешната политика на владата се свела на символични средби и фотографии со американски функционери без влијание врз клучните одлуки, внесувајќи ја државата во стратешки ќорсокак. Шефот на дипломатијата Муцунски не сакаше да открие која е причината за ваквата одлука на САД, иако земјава била информирана за одлуката на Вашингтон, а не се открива и бројката на апликации за иселенички визи од земјава. На листата суспендирани земји покрај Македонија се и 74 други земји, меѓу кои Албанија, Косово, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Белорусија, Ирак, Иран, Нигерија, Сирија и други. Од Стейт департментот соопштија дека се во процес на целосна ревизија на сите политики, регулативи и упатства за да се осигураат дека имигрантите од овие земји нема да користат социјална помош во Соединетите држави или пак да станат јавен товар.